Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во е-училница на час по математика за 6-то оделение. Јас сум Фросина Мантева, наставник по математика во Основното општинско училиште 11 октомври во Скопје. На денешниот час ќе ја разработиме следната наставна содржина: мода, медијана, ранг и аритметичка средина на податоци. Целите кои што ќе ги реализираме на денешниот час се следниве: одредување, мода и ранг на податоци од соодветна ситуација и започнување да одредувате медијана и аритметичка средина на податоци. Ајде најпрво да се потсетиме на наученото од претходниот час. Учевме за мода и за ранг. Мода е вредноста која се повторува најголем број пати во низата на податоци или најзастапениот податок. Додека пак, разликата помеѓу најголемиот и најмалиот број во низата од податоци се вика ранг. Рангот ни дава представа за тоа како се распространети податоците во низата. Но Борис не е сигурен дали научил тој и дали научила Јана, па вели да ја решат следнава задача: колку е модата и рангот на следната бројна низа. Јана секако дека знае. Мода вели дека е бројот 3. И точно така, мода е 3, затоа што 3 се среќава најмногу пати во оваа бројна низа, или тоа е вкупно 3 пати. Сите останати податоци во оваа бројна низа се среќаваат најмногу 2 пати. Продолжува со решавање на ранг и го пресметува како 13 минус 2 еднакво на 11. Најголемиот податок во низата од податоци е 13, а најмалиот податок во низата од податоци е 2, што значи дека разликата помеѓу овие два податоци е 13 минус 2 еднакво на 11. Во целите на овој наставен час спомнавме два нови поими. Првиот од нив е медијана. Што ли е медијана, се прашува Борис. Медијана е средната вредност во една низа од подредени податоци. Велам подредени податоци. Многу е важно како се подредени податоците во низата. Доколку во низата податоците не се подредени од најмал до најголем или од најголем до најмал број, тогаш треба најпрво да се подреди, па потоа да се бара средишниот податок. Тој средишен податок ќе биде медијана во низата. Ајде тоа да го видиме во пример. Одредија медијаната на бројната низа од претходниот слајд, а таа низа е следнава. Гледаме дека оваа бројна низа не е подредена, значи најпрво треба да ја подредим. Ајде да ја подредиме. Еве ја подредената бројна низа. Вака можеме да го определиме средишниот податок, односно медијаната на оваа бројна низа. Оваа бројна низа има 9 членови, односно 9 броеви, па средишниот податок би бил петиот податок. И тоа е точно бројот 5. Значи, медијана во оваа бројна низа е бројот 5. Но Борис размислува и се прашува: што ако бројната низа е составена од парен број на броеви? Како тогаш ќе определам медијана? Претходната бројна низа беше составена од непарен број на броеви, односно 9 броеви. Така е лесно да се определи средишен податок или број, и тоа е петиот. Но како ако низата е парен број броеви? Тогаш медијана представува преполовениот збир од средишните два броја. Ајде тоа да го видиме на пример. Еве низата на која што треба да најдеме медијана.
За да најдеме медијана, прво кажавме дека оваа низа треба да ја подредиме. Вака изгледа подредената бројна низа од вкупно 10 броеви. Овде ние немаме еден средишен податок, туку имаме два средишни податоци, односно два броеви кои што се наоѓаат во средина. Тоа се петиот број и шестиот број од низата на податоци, или тоа се броевите 6 и 7. Штом велам да се представува медијаната како преполовен збир од средишните два броја, тоа значи дека двата средишни броја треба да се соберат и да се поделат со 2. Значи, двата средишни броја, тоа се 6 и 7, се собираат, па потоа се делат со 2. Или 13 поделено со 2, тоа ќе биде еднакво на 6,5. Значи, медијаната во овој пример е 6,5. Вториот поим, кој што рековме дека ќе го совладаме на овој наставен час, е за аритметичка средина. Па што е тоа аритметичка средина, драги ученици? Многу луѓе аритметичката средина ја поврзуваат со поимот просек или просечно. Аритметичката средина на низа од n броеви е количникот од збирот на броевите и бројот n, или поедноставно запишано со формула изгледа вака. Ајде да определиме аритметичка средина на даден пример, за да го сватиме значењето на аритметичката средина многу полесно. Одреди ја аритметичката средина на следната бројна низа. Кога се бара аритметичка средина, веќе немаме потреба да ги подредуваме податоците по големина. Потребно ни е да го најдеме збирот од сите овие броеви и да го поделиме со вкупниот број на броевите. Тоа е извршено овде. Значи, најправо А, односно аритметичката средина е еднаква на збирот од броевите во низата врз бројот 9, затоа што има 9 броеви во низата. Продолжуваме понатаму со решавање и добиваме дека аритметичката средина е 45 врз 9, или дека аритметичката средина е еднаква на 5. Продолжуваме понатаму да ги разгледаме следните неколку задачи. Најди аритметичката средина на потрошувачката на шеќер во килограми од 7 семејства, ако семејствата трошат 5, 6, 6, 8, 10, 3 и 11 килограми. Определи го и рангот. За да го проверите вашето знаење и колку сте сватиле, сега можете да ставите пауза и да ја решите задачата. Потоа да си ги проверите решенијата и да продолжите со остатокот на видеото. Ајде да видиме дали вашите решенија се совпаѓаат со решението овде. Аритметичката средина е збир од наведените броеви во низата врз бројот 7, затоа што ги има вкупно 7 такви броеви, односно 7 семејства. Понатаму, аритметичката средина е еднаква на 49 врз 7, или аритметичката средина е еднаква на 7. Еве ни го и одговорот. Аритметичката средина на потрошувачката на шеќер е 7 килограми. Што се однесува до рангот. Рангот се пресметува како 11 минус 3, затоа што 11 е најголемиот податок во низата, а 3 е најмалиот податок во низата. Нивната разлика е 8. Значи, рангот е 8. Да го разгледаме следниот пример. Димитар направил истражување за да го најде бројот на домашни миленичиња на децата во неговото оделение.
Истражувањата си ги запишал во табела, за да му бидат јасни и уредни. Се бара во задачата да се одреди модата, рангот, медијаната и аритметичката средина на бројот на миленичиња во оделението. Внимавајте, ученици! Во оваа табела ни се представени само податоците кои што си ги забележал Димитар. Низата не ни е дадена и не ни е запишана. Ние тоа треба да го направиме и ќе видиме како. Оваа табела ни кажува дека две деца од оделението немале миленичиња, затоа пишува 0. 5 деца од оделението имаат едно милениче. 7 деца или најмногу деца од оделението имаат по 2 миленичиња и така натаму. Продолжуваме на наредниот слайд да го проследиме и решавањето на задачата. За да почнеме со решавање на задачата, најпрво треба да ја запишеме низата од податоци. Таа изгледа вака. Се прашувате зошто? Две деца во оделението на Димитар имаат 0 миленичиња. Низата ја започнуваме со 0,0. Продолжуваме понатаму. 5 деца во оделението на Димитар имаат по едно милениче. Во низата допишуваме поради тоа уште 5 единици. 7 деца или најмногу деца во оделението на Димитар имаат по 2 миленичиња. Продолжуваме со запишување во низата уште 7 двојчиња. Понатаму 6 деца имаат по 3 миленичиња, што значи дека запишуваме понатаму уште 6 тројчиња. И така и за останатите броеви на миленичиња, соодветно според тоа колку деца имаат толкав број на миленичиња. Вака, гледајќи ја низата, едноставно е да се определи и мода, и ранг, и медијана, и аритметичка средина. Модата, гледајќи ја низата, е бројот 2, затоа што најмногу ученици, дури 7 ученици, имале по 2 миленичиња, или, ако ја гледаме низата, 7 двојчиња, најмногу двојчиња има во низата од податоци. Продолжуваме со ранг. Разликата помеѓу најголемиот податок и најмалиот податок, 6 минус 0 еднакво на 6, ни го представува рангот на бројот на миленичиња во оделението на Димитар. Продолжуваме со медијаната. За да ја определиме медијаната, низата треба да ни биде, како што веќе кажавме, подредена. И оваа низа е подредена. Составена е од вкупно 28 членови, што значи дека средишен податок една низа од 28 членови или нема, или има 2 средишни податока. Тоа се 14-тиот и 15-тиот податок во една низа од вкупно 28 податоци, што значи дека бројот 2 и бројот 3 се средишните податоци во оваа низа. Медијаната, веќе кажавме, се пресметува како збир на тие два податоци, односно 2 плюс 3, поделено со 2. Тоа е 5 поделено со 2, или медијана е бројот 2,5. Ни останува да пресметаме уште аритметичка средина. Аритметичката средина е збир од сите овие податоци врз вкупниот број на податоци. Збирот на овие податоци ни е 74, а вкупниот број на податоци, веќе кажав, е 28, што значи дека аритметичката средина е 2,6. Како на крајот на секој наставен час, така на крајот и на овој наставен час, следи домашна работа. Тоа е следната задача. Мила направила истражување за да го најде бројот на членови во семејствата кои живеат во нејзината зграда.
Истражувањата ги запишала во следнава табела, што, драги ученици, вие треба да најдете. Вие треба да определите мода, ранг, медијана и аритметичка средина на бројот на членови во семејствата од зградата на Мила. Најпрво, мала насока како да почнете со решавање на задачата, запишете си ја низата на податоци, како што тоа го направивме во претходната задача. Односно, 4 семејства имаат по 1 член, значи треба да запишете најпрво 4 единици. Потоа 6 членови имаат по 2 члена, значи треба да запишете во продолжувањето на низата 6 двојчиња. Понатаму 7 членови имаат по 7 фамилии по 3 членови, треба да продолжите со допишување во низата уште 7 тројчиња и така натаму. Кога ќе имате низата, лесно ќе определите мода, ранг, медијана и аритметичка средина. Ви благодарам на вниманието, драги ученици. Ви посакувам успешно совладување на наставната содржина.